Добар ден на сите. Во името на Младински образовани форум и Центар за интеркултурен диалог, посакувам добре дојде на конференцијата за локални младински совети Младите одлучуваат. Оваа конференција воедно е завршен настан на проектот Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини, кој го спроведува овие две организации заедно со уште други 10 партнер организации, а е финансирана од Европската унија, односно ИПА програмата. Моето име е Дона Косторанова, јас ќе бидам модератор на денешната конференција, односно на двата панели кои ќе имаме прилика да ги чуеме. Првиот панел веќе можете да го видите и ќе имаме излагање од нашите гости кои наскоро ќе ги најавам, кој што ќе следи кратка пауза и ќе продолжиме со втора панел дискусија каде што ќе разговараме подлабина за темите кои што ги обработува оваа конференција. Конференцијата Младите одлучуваат е настан кој цели да ги представи најзначајните резултати од оној проект кој што го спроведувавме, но и добрите практики кои се развијани за активностите и соработката развиена меѓу младите, младинските организации и институциите. Сакаме да обезбедиме простор за дискусија околу што значи младинското учество, што значат младинските политики на локално ниво, како и платформа да размениме искуства за како тоа што го создаваме да биде одржливо и со трајна вредност, и кои се оние предизвици кои можеме да очекуваме дека младинските совети ќе ги видат или со кои ќе се соочат во иднина. Во рамките на панел дискусиите и обраќањата ќе се промовираат и оние активности кои ги имавме, со особен акцент на она што се покажа како најзначајно или најкорисно во овие процеси, но и ќе дадеме препораки за што е она што треба да внимаваме да го направиме во идните вакви процеси кои што ќе следат во нашата земја. Денес во публиката имаме представници од меѓународни организации, од институции, од невладини организации, но и од ново формираните локални младински совети во некои од општините кои што ги охрабрувам понатаму да го споделат своето искуство на оваа тема. Денес чест ни е што ја промовираме публикацијата која што го сублимира целиот овој проект или сите овие месеци работа во 12 општини во насока на основање на локални младински совети, односно тројазичната публикација Младите одлучуваат, во која што можете да најдете и портфолио на како изгледал овој процес во тие 12 општини, но и повеќе информации за што се прашањата со кои што може да се соочи една општина или една група млади при ваков процес. Можете да најдете слушалки за да следите оваа конференција на повеќе јазици. Јас не би должала многу и веќе би ги најавила нашите говорници, односно овој прв панел каде што имаме гости кои баш може да подосопано да ни дадат и свој впечатоци и мислења за оваа тема која дебатуваме. Чест ми е да најавам дека тука со нас е раководителот на одделот за политика, информации и комуникации, раководител за човекови права при делегацијата на Европската унија, господинот Роберт Лидел. Со нас го имаме господинот Лирем Шабани, министер за локална самоуправа, и господица Сајна Божови, координатор на проектот Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини. Јас прво би го поканила господинот Лидел да ни даде своје обраќање и да сподели со нас која е важноста на младинското здружување, на младинското организирање како алатка за директна партиципација и важноста на општините и локалните власти да бидат отворени за прифаќање на идеите од младите луѓе. Повелете. Well, thank you very much. Minister, just good to be sharing a platform again. We've been a number of platforms over the previous years. This is probably my last conference or this last event because I finished my mandate in the summer in August. So perhaps it's appropriate. In fact, we're handing over to a different generation. Perhaps I'm entering my second youth in my career here, so hopefully I do that rather than going to old age. The title Youth Decide made me think, what do you want? And I think it's very important. You need to know what you would like to do. So it's very good that you're here today. I'm very pleased, genuinely pleased to be here, and I want to congratulate everyone who's been involved in the project. The Educational Forum, Scotland, and their partners, Centre Cultural Dialogue, and also the Ministry of Local Self-Government, because you're playing a very important role too in this process. I mean, the use of initiatives and keeping people involved. The sharing of information in your discussion after is probably far more important than my speech, so I should try and be as short as possible. But I think it is important to share and to try and look to the future, how you're going to take it forward. I'm looking at this from a European perspective, but I
count you as being European too. This is no different, but it happens to be the European aims and objectives that you're transposing here. As a young person, I was running a company, age of 21, employing 30 people in my summer job. So everything is possible. That was a long time ago, but it is possible for young people to run companies responsible for people, their lives, for money, large amounts of money, and to be a success. So don't be despondent. You can do it. That's my first point. Young people are amongst the priorities of the EU. We have to acknowledge that Europe has an ageing population, and that the role of young people will become increasingly important as there are fewer people working. You will become more involved in running of society because there are fewer people actually involved in this. So you are a generation that will be far more important than my generation was in the 1970s and the early 1980s. And I think that is something to bear in mind. You're also a generation dealing with rapid change. You know, we all live through rapid change in our own way, but I think the changes are like Moore's law for computing, always doubling, always getting faster, always getting faster. So change is something we can't avoid, but we'll have to address and try and work with, and try and mould it to our needs. Therefore, education is important, exchanges, cultural exchanges, and also cooperation, because you cannot, as an individual, be as effective as groups of people, as communities working together. Also, Europe is very concerned about meeting young people's expectations and how you can contribute to society. We face a terrible problem of young unemployment in Europe as a whole. Here, Balkans are no different. We have to address this at the European level and in the Western world. But I think it's also important not to forget the issue of community dialogue, because the issue of unemployment, division, narrowing down of views can lead to more negative trends. So it's important that young people can talk to each other, establish transparency, also one of the word transparency, address misperceptions, address potential conflicts. School violence is an issue we meet on a regular basis in many countries, not just here. So it's important you can help this process of dialogue between authorities, between communities, to advance the issue of young people and to bring people into a greater involvement in the processes. We will work with you. One of our objectives is to work with you long term, because this is not a one-off, we finish the event, goodbye, thank you very much. Youth issues are important. But it requires you to take a very hard road too. You have to be prepared to sacrifice your things too. You have to get involved. It can't just be people do it for you. I think it's perhaps fitting that, as I said, I'm reaching the end of my mandate here. I'm your young people here today. I see a real potential for you in Europe. I see a real potential in this country. But you have to take it. You have to be responsible. Whatever you do, and I've made this point in many countries, to many groups of young people, wherever they are, whatever you do, the experience you gain today will be important in the future. Whether you become a researcher, a teacher, whatever government official, even a government minister, maybe even prime minister, you never know. Everything is possible. So what you're doing today within this project will be valuable at some point. Have no doubt. This will be of use to you in the future. Perhaps my best lesson for being a diplomat was learning how to negotiate with farmers in Europe, how to negotiate the price. Everything has a price in negotiations, how you balance it. So as a diplomat, I was using experience I gained 35 years ago as a student negotiating my work. I was working with farmers. And that could be in the peace process, I was working in the Caucasus, it could be anywhere. It will always be valuable. So whatever you do today will be useful. So, work together.
I hope you do learn something from this process and you can take it forward and influence people, the minister here and the government. I know the minister is interested, is keen on this project and is commenting that he and I are perhaps looking a bit older than we would normally do. He was saying to me, he was not younger, but in fact we're now amongst the old people in this room, so it's quite nice. Thank you for your attention, and I do genuinely wish you the best of luck. Благодарим за инспиративното излагање. Пуштаме микрофонот на господинот Шабани, министар за локална самоуправа, кој ќе ни се обрати и се надевам ќе се осврне на важноста на обезбедување на младинско учество на локално ниво, одговорноста на самоуправите за обезбедување политики на добро владење и инклузивно креирање политики. Благодарам. Благодарам. Почитувани мистер Лидел, почитувани представници од Младинскиот форум, почитувани присутни. First of all, I must share that now I see how fast we are getting old. We're getting younger every day. Because in our meetings it is not usually this picture. I am the oldest member. Okay, however, të nderuar të pranishëm, është kënaqësi të përshëndesësh dhe të përtrash një projekt të tillë ku në qendër të vëmendjes në këtë rast e ka një kategori e cila është më e ndihshme dhe më e fuqishme në shoqëri, ajo është rinia. Unë përshëndes këtë iniciativë dhe me plot kuptimin e fjalës dëshiroj të them se do ta përkraj më maksimum këtë projekt dhe projekte të tilla të cilat kanë të bëjnë me inkuadrimin e rinisë për proceset qofshin vendimmarrëse ose forma tjera të shoqërisë. Dihet botërisht se roli i një qytetari në kuadër të një komune mund të thëmë që është i trefisht. Njëri prej roleve është se çdo qytetar shfrytëzon shërbimet që i ofron ajo komunë. Roli i dytë është se çdo qytetar është votues i asaj komune. Roli i tretë është se çdo qytetar duhet të jetë i përfshirë në procesin e konsultimit dhe vendimmarrjes në kuadër të komunës. Të ndalet të këtë treta, detyrë e institucioneve qendrore edhe institucioneve lokale në çdo rast është që këtë kategori e tretë po mundësoj çdo qytetar. Ky projekt pikërisht mundson këtë për cilën po flasim këtu. Projekti mundson që rinia të konsultohet, rinia të ketë mundësi të artikuloj kërkesat e veta deri në komunën në cilën jeton dhe përmes formave të ndryshme të jetë pjesë inkluzive ose pjesëmarrëse në vendimet finale të secilës komune. Demokracia lokale është në fakt thelbi i demokracisë për një shoqëri. Unë do të thosha se komuna duhet të kuptohet si shtëpi e dytë për secilin qytetar. Asnjëherë neve nuk duhet të largohemi nga pjesëmarrja, nga aktivitetet tona në kuadër të komunës që jetojmë. A duhet ta bëjmë me këmbgulje dhe në vazhdimsi. E di që në Maqedoni ndonjëherë ka probleme, ndonjëherë nuk mirë kuptohemi, ndonjëherë ka mosmarrëveshje të ndryshme, por ne tankohen, sidomos rinia, kategoria rinisë duhet të insistojë gjithmonë të jetë pjesë inkluzive në gjitha projektet në komunë. Për atë thënë që duhet ta ndisi si shtëpi të dytë komunë. Me këtë projekt, tashmë 12 komuna vetëm kanë vendosur forma institucione përmes cilave konsultohet rinia. Ky projekt, siç e dimë gjithë, është i financuar nga Bashkimi Evropian. Më shpërndaj rastin që të falenderoj delegacionin e Bashkimit Evropian, i cili po na ndihmon jo vetëm në këtë projekt, por në shumë projekte për procese shumë të rëndësishme në shtetin tonë, përfshi decentralizimin,
zhvillimin rajonal IPA projekte dhe një numër shumë të madh të projekteve. Dëshiroj të falenderoj sinqerisht që më japin përkraje. Njëkohësisht do të kisha dashur të apeloj që këtë ta multiplikojmë edhe në komuna tjera, të shohim mundësi gjithë bashkëtarisht. Qoftë se kemi filluar me 12 komuna, këtë ta vazhdojmë dhe ta bëjmë në gjitha komuna. Do të tentoj të flas edhe në gjuhën maqedone. Почитувани присутники, ке продолжам на македонски. Како и да е, сакам да кажам Волфганг Гете во една прилика вели дека колку и да има постигнувања светот, колку и да постигне светот, младите секогаш мора да почнат од почеток. Тоа ми е останато во главата. Така да никогаш не е касно за вакви проекти, вакви иницијативи. Самото наше присуство во ваквите собери покажуваат колку сериозно и како влада и како министерство сме инволвирани во процесите за инклузивност на сите категории на граѓани во рамките на една општина, вклучувајќи и младите во оваа прилика. Сакам накратко да се осврнам во процесот на еден многу важен процес во Република Македонија, кој што неколку години веќе се одвива, тоа е процесот на децентрализација. Тој процес, како што сите знаеме, во ниедна земја никогаш не може да кажеме дека сега имаме комплетен или завршен процес на децентрализација, кога знаеме дека се работи за една жива материја која секогаш бара се повеќе и повеќе. Така да и ние како општество се трудиме цело време да сме во тренд со времето и со случувањата околу процесот на децентрализација. Верувам дека ние сме постигнале доволно како земја која беше во транзиција, особено последниве 10-15 години сме воспоставиле еден систем на децентрализација, каде што точно се знае одделеноста на власта, на централно, на локално и така натаму. Може да потенцирам и има еден куп активности кои што Министерството за локална самоуправа ги презема во оваа сфера, не би сакал сите да ги набројам. Ќе кажам само дека во нашиот последен акционен план кој што е усвоен во владата на Република Македонија пред 3 месеци, точно е дефинирано дека ние поддржуваме сите активности, поддржуваме секакви проекти кои се иновативни и инклузивни за сите категории во рамките на една општина, организација или било така или друго. Така да не би сакал да должам многу, секако ќе даваме можност да слушаме и други идеи. Уште еднаш би се заблагодарил на сите кои што учествуваат во реализација на овој проект. Уште еднаш ќе се заблагодарам до Европската унија која што не поддржува за вакви проекти и ќе кажам дека ние стоиме како министерство цело време на располагање за било што дали за консултација, дали за секој кој што мисли дека има потреба од наша поддршка, нашата врата секогаш ќе биде отворена. Благодарам. Благодарам. Предадам збор на Сања Божовик, со оглед на тоа што овој настан тече безпрекорно според предвидената агенда и можно дури да завршиме малку порано, се отвара малку простор за земање на некој прашање или коментар од оние кои се присутни тука, би сакале да го направат тоа за време на овој панел, а не на следниот. Важноста на оваа конференција ние гледаме не само во презентирање на проектот на кој што сме работела, туку на самата улога на локалното младинско организирање и учество и местото кое што треба да го зазема во демократските процеси во нашата земја. Затоа би сакала да прашам доколку некој тука е заинтересиран уште сега да даде свој коментар, осврт или пак можеби прашање на која сака да добие одговор од Сања како координатор на проектот, или можеби ако некој од нашите двајца гости сака да даде коментар, може тоа да го направите веднаш, помолам само да кренете рака. Доколку никој се уште не се пријавува за збор, ќе ја задржите таа можност да го направите тоа и за овој панел. Јас ќе поканам господица Божовик
која што е програмски асистент во програмата за истражување, анализа, развој и креирање младински и образовни политики во Младински образовен форум, а воедно и проектен координатор на проектот Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини, да зема збор и да ни ги презентира искуствата од овие активности. Добар ден на сите. Ви благодарам господин Единов и господине Шабани што одлучивте да присуствувате на оваа конференција и да дадете поддршка. И им благодарам на сите оние кои што се присутни тука и кои што бија дел од целиот овој процес и од целиот овој проект и направија да имаме еден успешен тек на проектот и успешен и секако успешен крај на проектот. До сега можеме да забележиме дека младите на локално ниво не учествуваа во процесите на донесување на одлуки, а ако се зема предвид дека и господинот Шабани спомна дека локалните заедници се најбитни за младите, затоа што младите таму ги остваруваат своите права и се ја власт која што е најблиску до сите нас, можеме да претпоставиме зашто сите ние сакаме да младите бидат дел од процесот на донесување на одлуки, од процесот на креирање на политики на локално ниво. Токму тоа беше причината да Младински образовен форум и Центар за интеркултурен диалог заедно со останатите локални партнери развијат проект кој што ќе работи на градење на капацитетите на младите и на младинските организации на локално ниво, ќе има шанса за размена на позитивни искуства и секако ќе работи на основање на локални младински совети и подготовка на стратешки документи. Проектот се имплементираше во 4 фази и во секоја од овие фази ние како имплементатори на проектот внимававме да бидат застапени транспарентноста, демократските принципи и учеството на сите заинтересирани млади, младински организации, неформални младински здружувања, политички подмладаци во текот на целиот процес и да може да се нормално прифатат нивните идеи и нивните интереси во рамките на општините. Првата фаза од проектот започна со мапирање на младински представници на локално ниво, кои што всушност имаа задачата да ја развијат и да ја промовираат идејата на учество на младите во процесите на донесување на одлуки и да ги предизвикаат нормално властите за развивање на оваа идеја и за развивање на форми како младите може да се вклучат во донесувањето на одлуки на локално ниво. Младински театар има поминани с процес на градење на капацитетите, поминани с процес на размена на позитивни искуства, па и на интернационални искуства, работа на свое промовирање и позиционирање во општините, се со цел да може секој млад човек во рамките на општината да биде запознан со идејата за основање на локален младински совет, со креирање на стратешки документи, како и со идејата дека овие 12 општини од сега натаму ќе работат заедно со младите на промовирање на младинското учество. Уште од почетокот, односно од првата фаза, исконтактирани беа сите 12 општини и општините прифатија да бидат партнери во целиот овој процес и да придонесат кон формирање на ваква една формална комуникација која што ќе имаат со младите и младинските организации во иднина. Нормално, бидејќи се работи за 12 општини различни по својата структура, во некои општини проектот се одвиваше нормално онака отворено и се одвиваше со сите брзина со која што нормално општините и младите прифаќаа и ги реализира активностите, меѓутоа во други општини се разликуваше имплементацијата на проектот во смисла на отвореноста на општините и прифаќање на идеите и компромисите кои што треба да се направат заедно со младите и младинските организации. Втората фаза беше отварање на проектот кон многу поголем број на млади и младински организации кои што треба веќе да работат на креирање на формалната структура заедно со општините како младите ќе се вклучат во процесот на донесување на одлуки и да работат меѓусебно
со разменување на позитивни искуства. Секако и во оваа фаза беше застапено во рамките на сите овие 12 општини позиционирање на сите овие млади да основаат младински совети, да се позиционираат кон сите оние останати кои што се заинтересирани. Во оваа фаза мораме да напоминеме дека имаше голем интерес на вклучување на млади од различни позадини, односно имавме млади кои што беа представници на невладини организации, млади представници на политички подмладоци, представници на спортски здруженија, представници на неформални младински групи кои што има интерес да се вклучат, представници на студенти, представници на средношколци. Можеме да кажеме дека со ова буквално во секоја општина имавме шареноликоста и застапеноста на сите интереси, младински политики, кои што ќе се потребни понатаму и на самата општина и на младинскиот совет да развиваат подобри политики. Третата фаза означи всушност и најголемата соработка помеѓу младите и општините, каде што формално општините заедно со младите работеа на креирање на младинските структури и начинот како младите ќе бидат вклучени во процесите на донесување на одлуки. Во оваа фаза се дискутираше заедно со општините и општините ги даваа своите идеи за промена на сите оние општински документи кои што се потребни за да младите бидат формално вклучени во процесот на донесување на одлуки и не само тоа, туку да се воспостави една формална комуникација помеѓу општината и помеѓу младите кои што во иднина ќе се практикува. Последната фаза значеше основање на локалните младински совети. Младинските совети се разликуваат нормално во зависност од општествените прилики во секоја од општините. Работевме со различни општини, во смисла имаме примери и од основани младински совети во урбани општини и во рурални општини, имаме со различни, односно етнички диверзитетни средини, имаме формално основани и неформално основани совети, значи може да се видат во овие 12 општини пружија искуства од основани различни совети со различна своја форма која што во иднина ќе може да преземаат секоја наредна заинтересирана општина. Проектот за крај предвидуваше и подготовка на стратешки документи на младите, кој што всушност се гарант дека младите во комуникацијата со општината и во комуникацијата и застапувањето за младинските политики нема да застанат тука на формалното основање, туку ќе продолжат да работат содржински на зајакнување на својата улога во процесите на донесување на одлуки и зајакнување во областа на креирање и донесување на младински политики на локално ниво. Оваа публикација, која што веројатно ја добивте сите, всушност представува сублимат на целиот проект, представува сублимат на оние на 12 општини во однос на нивните искуства, како течеше основањето на советите во рамките на секоја општина, кои беа нивните идеи, како ја ангажира целата локална заедница, застапувајќи се за оваа идеја. И се надевам дека оваа публикација во иднина ќе представува само почеток, ќе представува извор на искуства и идеи за понатаму да можеме да кажеме дека ќе имаме основани локални младински совети во секоја општина во рамките на нашата земја. Можете да оваа публикација може секој да искористи онака како што сака во смисла на идеи за организирање на настани, начини на комуникација со општини, како и во смисла на најрелевантните младински политики застапени во оваа публикација. Она што за крај сакам да го направам е да се заблагодарам и на нашите партнери, и на сите локални координатори во рамките на проектот. Сакам да се заблагодарам на сите 12 општини, на представниците на општините, затоа што работеа на овој процес и на воспоставување на формална комуникација и давање на можност на младите да одлучуваат сами за прашањата за кои што се заинтересирани. Сакам да се заблагодарам и на сите оние кои што дополнително дадоа поддршка на овој проект.
односно ЦЦИВС, односно меѓународниот волонтерски сервис, како и проектот Младинска ангажираност за социјални промени поддржан од ФОМ, кои што секако беа дополнителни поддржувачи на оваа идеја и го дадоа својот принос соодветно за основањето на локални младински совети и подготовката на стратешките документи по кои што младите ќе работат во иднина. Ви благодарам и на сите вас кои што повторно ви благодарам кои што сте присутни тука, затоа што тука можам да забележам млади луѓе кои што секојдневно работеа на промоција на идејата и секојдневно работеа за тоа младите во нивните 12 општини да учествуваат во донесувањето на одлуки, да ги позиционираат онака како што најдобро можат. Јас нема да скратам на можност која ви најавив пред 10 минути, а тоа е доколку сакате и доколку се чувствувате заинтересирани да се имате коментари, да дадете своје ваше кратко мислење, пред да го затвориме овој панел. Доколку ви сака да го направи тоа, би сакала само да ве замолам да кренете рака за да можете да добиете микрофон. Имаме две раце кренати, микрофонот ќе ви контролите. Мојата лева страна, а потоа десна. Може да ги земаме коментарите еден по друг. Na regel, pošto nas zela, organizacija da zelo grešime, komentujeme še miškot për ministre, me qenë se vi për ditës komun, njerët jam kretar këshillit të drejtor, desha ta përshëndes, ta falenderoj për gatishmërinë për bashkëpunim dhe ajo që na përsipër është se vetë ministri është i ri dhe mosha e tij është një mesazh në rregull. Faleminderit. Може да го земаме следниот коментар? Лиљана Петрова-Илиевска, дирекција за заштита на личните податоци. Јас го поздравувам проектот и резултатот од проектот. И еве ќе споделам една идеја што ја начнав со младински образовни пред некое време, да едноставно го зајакнеме заедно капацитетот на сите овие 12 новоформирани младински совети. Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе понуди достава на брошури и материјали во рамки на сите 12 општини и ги поканува младите една одлука да биде донесена од бивна страна, да заедно спроведеме една активност на едукација на младите луѓе во рамки на нивните општини и воедно да направиме еден инфоден за подигане на јавната свест за заштита на личните податоци, доколку сметаат дека има потреба за тоа и доколку имаат капацитет да организираат такво нешто во рамки на нивната општина. И тоа е за нас. Благодарам. Исказам микрофонот да биде во првиот ред тука или ако можете да подадеме тоа позади. Вториот микрофон во меѓувреме може да се упати во последниот ред, да го земаме последниот четврт коментар пред да дадеме збор на нашите гости. Не имаше предвидено, меѓутоа не можам, едноставно имам и околу емотивен, да речеме, момент. Јас имам задоволство да бидам програм менаџер на овој проект. Самиот настан зборува за квалитетот и искреност на вашата работа. Затоа сакам лично да се заблагодарам на Дона, на Сања, на Матеј, на Марија, тој во минатото на Диана и на Илија. Имав можност да работам многу години со вас и да не учите како се дебатира, да правите мултиетнички младински клубови, во кои младината се запознаваше и виде дека етничките линии не постојат, дека младите се соочуваат со исти проблеми и дека сите ние заедно треба да работиме на домнување. Воедно многу е битно да се посочи дека ова е иницијатива на граѓанските организации. Јас имам задоволството да работам веќе 7 години со граѓанските организации и вие сте ми пример како младите, како што нашите говорници кажаа дека има возраст и дека многу млади може да направат најголеми промени. Реформите течат, многу сме среќни што имаме институции како што е Министерството за локална, не го зборувам ова затоа што нашиот министер е тука, него јас имам задоволство да работиме на меѓугранична соработка со нив и таму на граѓански организации.
Имам и по типа програмите кои се децентрализирано управуваат. Министерството исто така покажа огромен сензибилитет да ги поддржи, како што е сензитивна тема антикорупција и така натаму. Значи, што повеќе имаме владини институции и политичари кои ги поддржуваат граѓанските иницијативи, тоа сме поблиску до Европа. И она што е најубаво и најгордо е да видиме дека младите во Македонија веќе се европејци со духот и со својата работа. Ви благодарам. Следниот коментар ќе земава Центар културен диалог, нашиот партнер. Добар ден на сите, јас сум Матеј од Центар културен диалог. Првен би сакал да ги поздравам говорниците и да им се заблагодарам многу за нивното присуство и за нивната отворена подршка што ја изразија кон процесот и за понатака. И исто така во рамки на оваа подршка и поради нивното присуство би сакал да го искористам моментот да ги прашам поспецифично затоа што предизвикна сите нас ние младинското учество го така затоа што сепак младинското учество, иако работиме на многу процеси, тоа е на доста ниско ниво. Во различни политички процеси, во процеси на гласање и така натаму, не само во Македонија, туку тоа е и на европско ниво проблем. Со тоа што би сакал, поради нивното искуство, нивната функција, доколку може да дадат некои по-специфични препораки на нас како представници од граѓански организации, што ние би може да направиме и на кои тематики може да повеќе се фокусираме и како тие гледаат да ги вклучиме младите, дека може да ги вклучиме младите повеќе во разни политички процеси, разни процеси на учество во општеството. Благодарам. Благодарам. Пред да ви дадам можност да земете завршен збор, ќе нафрлам и јас неколку проблематики на кои што би можеле да се осврнете, затоа што сметам дека се значајни. Самиот министар кажа, формирањето на локални младински совети станува еден од приоритетите и наскоро во секоја општина ќе има основан локален младински совет. Во таа насока останува прашањето кои се институциите одговорни за поддршка на локалните младински совети, како вие би оценили интерсекторската соработка на ова прашање, но и каде гледате можност за подобрување. Фокусот и поддршката не доаѓаат само внатре, туку и надвор од меѓународната заедница. Во последниот период почнуваат и не само Европската унија, но и ОПСЕ, Обединетите нации, работат на локалните младински совети и нивна поддршка. Мојата дилема е каде лежи меѓународната координација и на кој начин може целиот овој напор енергија продуктивно да се преточи во давање поддршка на секторите. Може би до сега последен коментар, тоа дека младинските форми се многу различни. Од невладни организации кои што се од различен карактер и младински водени за млади, до подмладоци на политички партии, до спортски клубови, друштва, до религиозни здружувања и многу голем диверзитет. На кој начин и дали постои способност за соработка и на кој начин може целиот тој плурализам и диверзитет да се преточи во совети кои што ќе ги имаме, ќе бидат функционални и одржливи и нема да згаснат, туку ќе продолжат да работат активно и да се напредуваат. Повеќе. Добро, ќе почнеме од последната, значи ќе почнеме од мене. Имавме искуство да работиме со сите форми на младинско здружување и всушност на почетокот додека се објасни идејата и додека младите ја прифатат таа идеја како своја, може да оди малце потешко, меѓутоа од оној момент кога на секој млад човек му се презентира идејата дека тоа е во негов интерес, без разлика од каква форма на младинско здружување доаѓа, мислам, има соработка и оди понатаму, односно сака да одлучува за политиките кои што се од негова надлежност и кои што се од негов интерес. Особено забележавме дека младите многу повеќе учествува, мислам, многу повеќе беа ентузијасти во целиот овој процес, особено кога ја видоа заинтересираноста и на општините и на општинските власти, дека ќе им ја дадат шансата да они самите одлучуваат за прашања кои што им се на нив, кои што им се проблеми или пак предизвици во рамките на локалната заедница. И некако целата таа комуникација помеѓу младите и помеѓу општините
Одеше многу, мислам се одвиваше многу добро и се одвиваше безпрекорно, особено во поголемиот број на општини, за се до основање на младински совети, до вклучување на младите на највисоко можно ниво, од она што е моментално дозволено во рамките на државата. Јас верувам дека во иднина кога веќе ќе имаме основани локални младински совети на ниво на секоја општина во нашата земја, веројатно ова прашање ќе се подигни понатаму и формалното вклучување на младите ќе се предвиди ќе се предвиди и законски со цел да може понатаму да се работи, да не може ни една општина во иднина да ги изостави младите од процесот на донесување на одлуки. Меѓутоа, она што е најбитно тука е дека младите треба, онака како што до сега работевме, треба и понатаму да работат за себе си, да се позиционираат како релевантен и најбитен партнер не само на општините и на сите институции на национално и на локално ниво, за да може да се донесуваат младинските политики со оние на кои што им се најмногу потребни, односно со младите. Благодарам. Три моменти ќе се обидам да сублимирам околу коментари и прашања што беа. Првото е искуство, ќе го кажам за моето лично искуство. Реков на почеток ќе се обидам на сите јазици. Прво ја име персонале cilën dëshiroj ta ndaj me juve është se para se të vijmë këtë post cilin jam, s'di në cilin vit, ma herët para 4-5 viteve, ishte një projekt që është forume në bashkësi, finansoheshe nga ambasada e Zvicrës në bashkëpunim me komunën, ashtu ishte diçka. Poenta cila është, unë vi nga komuna e Lipovës, u talë nga kolegu këtu. Isha pjesëmarrës në atë forum. Çdo forum kish mbi 100 pjesëmarrës, shumica prej tyre ishin të ri. Besoni që mas 5 takim ose 6 takim forumeve të një pasqeshme, prioritetet cilat u caktuan dhe dolën si rezultati atij forumi, ato projekte u dorëzuan në komunë, më pas njëjtit pas një ndryshim u realizuan në fshat. Qofshin stadiume, shkolla, diçka, ishin gjitha të projekte. Tu është poenta edhe mesazhi që rinia duhet të kyçet dhe të ketë kurajo se rezultatet janë. Edhe në fillim e përmenda, mos përsërit, mund të ketë probleme, mund të ketë mos përfshirje, mund të ketë mos interesim. Me këmbgulje rinia duhet të kyçet në projekte edhe në iniciativa. Rezultatet janë pashmang, në tjeni të pintë. Вториот момент, кој што сакам да го споделам. Не треба да има табу теми меѓу младите. За жал мора да го спомнам случајот Куманово, за да извадиме доброто од тоа. Како случај што ни се случи во Куманово, сите верувам знаете последниот за жал инцидент што ни се случи во Куманово. Исходот испадна. Немаше табу теми меѓу граѓаните на Куманово, кој општество е мултиетничко. Граѓаните сплотени еден до друг разговараа за сите теми како да го надминат проблемот што ни се случи во Куманово. Вклучително и младите луѓе. Тој апел сакам уште еднаш да го повторам до сите вас, кои што сте најјаката, а и во исто време и најранливата категорија на општеството. Овој проект, сите вас денеска ви гледам како еден проект, да немаме разлики ни јазични, ни религиозни, ни било какви. Ке поддржам лично како министер, зборувам лично како министерство, како член на влада, како не знам, како граѓанин, секоја иницијатива која ќе даде ваква слика, со која ќе се обидеме да сите заедно постигнеме нешто што е најиновативно, што се трендови во светот. Да ги оставиме минатите, не да ги заборавиме, да ги оставиме да се занимаваме малку повеќе со иднината на нашата земја. Сите знаеме и да не влегувам сега политичарите, зборуваме многу политички аспект, да објаснам во каква состојба што сме и каде сме. Тука треба поддршка. Во овој момент се чувствувам млад,
и сакам со сите вас заедно тука да дадеме поддршка, да ја надминеме кризата. Имаше моменти кај треба невладините организации да се вклучат. Јас во моето почетно излагање го реков дека ние сме отворени, вратите на нашето министерство се спроти ова зграда тука на втори спрат, секогаш ќе бидат отворени. Лично како министер и другите наши вработени, секој кој што има иницијатива, идеја, не мора да значи дека ние знаеме се ако сме институција. Ние ќе прифатиме секоја идеја која што го промовира тоа што го реков понатаму. Благодарам. Just a few words, if you allow me. The EU believes this is an important issue. So our funding is not just for today, it's for the future. So we will be there. We rely on good projects. We don't rely on just handing out money, we want good projects. That requires you to have good ideas. You have to know what you want to do. Next point. When I was working in Britain in local authorities, I was a town planner. The most disheartening thing one could do is public participation when no one turned up. Plans for the development, and you'd be there for a whole week in the village trying to tell people what we wanted to do or what they might want to do, and no one turns up, apart from one person and a dog, let's say. So as a professional, it's very disheartening if people don't take an interest. You can make their life more fulfilling by actually taking an interest in stimulating them, because they'll then do a better job. I can tell you a funny story of the folly of youth and age. In Lipkovo, we went up the opening of the road at the dam. It was last year. It was a case of let's walk up the road from along the road up to the dam. It was a midsummer day, and I think it was competition to see who would actually get there first, or certainly who would get there. So by the time we all got there, we were all covered with sunstroke and didn't feel terribly well. It was folly of age, I think, is there. My last comment is based on bitter experience elsewhere. I was involved in peace processes in the Caucasus, where the communities were divided. They didn't speak, and the less they spoke, the problem got deeper, and divisions got deeper, and they ended up in war. And all our work of trying to rebuild communities, trying to bring people back together, even to the extent of, there's a nice story, we were trying to help agriculture in this part of the world, so we gave male pigs to one part of the society, the females to the other part, so they actually had to come together to breed pigs, so they had to speak. And that's maybe a very superficial example, but if you can't, in fact, come together to do something like that, then where are you going? So, what you're doing is important in terms of speaking to each other. As the Minister said, Kumanovo was a very good example of how we reacted to that problem. I recall that morning being woken up at 6 o'clock in the morning with helicopters coming to the hospital. I was thinking, what the heck is going on? My house is on the flight path to the helicopter landing site at the main hospital. And one came in, another one came in, another one came in. I thought, what's going on? And it seemed to get worse and worse and worse, but it got better in that it was limited to that affair. People stood together. That is what's important, regardless of age. The fact you're young doesn't mean you're any different. You should be part of that society. Thank you. Благодарам. Пред ако затворам овој панел, господица Божелик Пупара, уште една завршна реченица. И секако за крај, кога веќе нели се заблагодаруваме на сите, секако мора да се спомене дека благодарност оди до Европската унија, до делегацијата на Европската унија тука, заради тоа што верува во овој проект, го поддржа со своите капацитети, го поддржа тука со цел да може нели да се влијае на некакви општествени промени, да се предизвикаат младите да бидат дел од процесите на одлучување сега на локално ниво, а се надевам дека понатаму ќе следат и уште многу проекти каде што ќе ги вклучуваме младите нормално во процесите на одлучување и на останатите нива во рамките на земјата. Ви благодарам.
со нас господинот Тидо, господинот Шавањи, господица Божевик, да ни доловат по широките слики на оваа проблематика за пазарувана како искуството од овој проект. Колку и да чувме убави работи, сепак има предизвици кои се гоштаат на патот кога се прави ваков голем потпат. Може би овој проект работеше на најголемо организирано до сега, тоа е да се основаат вакви совети до 12 општини, но нашата земја има многу повеќе општини, од тоа е потребни се многу повеќе напори, онаму каде што почнале или онаму каде што вакви процеси дополнително и допрва треба да следат. Во такви процеси има и предизвици каде што може да се соочите со локална самоуправа која што имала ваков совет, едноставно не знаела дека постои во нејзините документи и потоа го исправа тој проблем. До самоуправа каде што многу тешко се разбира што сакаат младите, што сакаат лицата од администрација, како да се најде заеднички јазик и ќе зборуваме како да ги пребродиме онаму каде што сме успеале овие предизвици. На следниот панел со нас ќе ги имаме господја Јулијана Даскалов, експерт за младински политики и младинско учество, често мислење секогаш е значајно во вакви дискусии. Господица Емилија Андонова, локален координатор на овој процес во општина на Готино, една од општините каде што искуството беше најинспиративно, вклучувајќи ја и општина Литково, каде имаме председателот на локалниот младински совет господин Османи. Една општина која што не беше опатена во нашите активности, но е за пример во квалитетот на локално младинско организирање и учество е општина Гостибар, каде што координаторот за млади во рамки на општината Сефер Селими ќе не го сподели неговото искуство. И за крај ќе ги имаме и председателот на Националниот младински совет на Македонија, односно најголемата чавер младинска организација во нашата земја, Дамјан Николовски, со предизвиците за представничко младинско здружување. Кога гледаме на младите, можеме да гледаме како некоја категорија која што е проблематична и чии што проблеми треба да се решат од страна на некој друг, односно најчесто институциите, невладините и сите оние кои што сметаат дека имаат алатки да го направат тоа, но можеме да гледаме како ресурс, односно некој кој што и така може сам да ги реши и да ги надмени и своите проблеми или да работи на решавање на проблемите на другите и целосно подобрување на заедницата во која што постојат. Мене ми е драго што во видните коментари дојдоа баш од диверзитетна група, од член на ново формиран локален младински совет, господја Пецова од институција, односно од ЗЗЛП, господја Иванова од делегацијата на Европската унија и една младинска организација, односно ЦИТ. И ќе зборуваме за улогата и тежината која што сите овие различни категории носат во напредување на младинското учество на локално ниво во следниот панел. Се гледаме за половина час, сакам да замолам да бидете точни, што еднаш благодарам на нашите панелисти.